Македонија е земја каде што се вкрстувале патиштата од почетоците на оваа цивилизација. Поминувале речиси сите империи, ја запоседнувале, ја оставале, заминувале, повторно и повторно ја окупирале. Не избирале средства, начини и сценарија за уништување на Македонија и македонскиот народ. Тоа продолжува и денес, но сега со сосема други методи на освојување, наместо војни. Денес тоа се прави преку уништување на основните ресурси за живот, загадување на водените ресурси и на земјените површини со отрови, со посебно тежиште на плодните површини за производство на храна и на крајот како резултат на ова и физички екзодус на местното население. Но, Македонија од секогаш имала и ќе има своји херои кои неизмерно си ја сакаат својата земја и секогаш застануваат на браникот во одбрана на својата дедовина и корени. Такви херои се луѓето од Сдруженијето Здрава Котлина. Случајот со рудникот за злато и бакар и ловица ја бранува македонската јавност. Новата одлука на Вишиот управен суд ги изреволтира активистите кои веќе 6-та година се борат против отварање на рудникот. Тие обвинуваат дека зад последната одлука се крие влијанието на политиката. Активистите порачуваат дека борбата не е завршена и дека не отстапуваат од црвената линија. Рудникот во Струмичко нема да се отвори. Концесијата е издадена во 2012 година, значи таа требаше да добие дозвола за експлоатација до 2016 година. Во меѓувреме се случи да 2016 се доби уште една концесија, така што тие две концесии сега се предмет на оно што против кое ние се бориме. Во 2019 година успеавме да притиснеме и владата ја одзема концесијата 6, значи таа првата концесија, но втората концесија останува, така што останува и проблемот со Иловица, затоа што одземената концесија во меѓувреме беше оспорена од страна на концесионерот Евромакс и сега се играат пинг-понг помеѓу управен суд и Виши управен суд, а Иловица 11 на втората концесија останува нечепната, не знаеме од кои причини, иако таа требаше да биде одземена уште пред 2 години. Проблемот е сериозен затоа што судовите во оно што ги гледаме како пресуди не влегуваат, Вишиот управен суд не ни влегува во материјална расправа за доказите, за се оно што е битно, него се држи по некакви чудни логики и секогаш ја поништува одлуката на управниот суд, кој што одлучува во полза на граѓаните. Докаде сме сега во овој момент во 2023 година? Едната концесија официјално е одземена и оспорена, втората концесија е активна и трае. Дали во овие пинг-понг играња имаме политички игри? Кои се вашите сознанија? Не треба многу да биде човек политички упатен или да следи дневната политика, доволно да се следи, што би рекол некој трагот на парите и ќе дојдеме до вистината. Како што се случува во Македонија ситуацијата да бидеме заробеници, ние сите жители во државата на една политичка партија, тоа е ДУИ, заради тој модел, системски политички модел во кој што мора они да бидат дел од власта, ние сме сведоци дека тоа они денеска максимално го злоупотребуваат и не треба многу на граѓаните да им се објаснува какви се последиците од таквата ситуација. Сите знаеме каква е политичката ситуација. Едната наша најголема македонска партија, која е во моментот во коалиција со нив, молчат заради статусот што го имаат сега, а другата исто така молчи заради тоа што се надева дека ќе дојде на власт и пак ќе биде во коалиција со таа иста албанска политичка партија.
Они толкова злоупотребя своята позиция. Тоа е политички феномен кој некој друг треба да го објасни. И на полето нашто не интересира, тоа е концесиите и судбината на рудниците. Имаме ситуација во кој што министар за економија кој ги издава концесиите е од таа провиненција политичка, председател на Висшиот управен суд кој постојано ги враќа пресудите на управниот суд, кои што се елаборирани, докажани, објаснети зошто, како е во право владата што ја одзела концесијата, што не им дозволува, што не им дава дозвола за работа. Висшиот управен суд, кој што повторно председател е од истата политичка партија, од ДУИ, го враќа постојано на предметот на повторно и повторно следување. Да го исправа малку Ѓорѓи, во последната пресуда пишува дека Висшиот управен суд ја поништува претходната одлука на управниот суд за одземање концесија, ја враќа предметот на повторно разгледување. Значи повторно се на некој начин во игра. И мислам дека според прогнозите и тоа што го очекуваат они, влегувајќи еколог како најголем спонзор на истата политичка партија, со 25% условно во пропаднатата, да кажеме, компанија Евромакс, мислам дека се гледа тоа, од авион се гледа, дека истиот интерес и на ист начин, како што владеат во Македонија, така и они очекуваат една нова влада, предпоставам дури ќе биде албанец премиер, да им ја даде дозвола за работа, да им ја врати концесијата и се да биде они како што сакат и како што се случува денеска во политиката во Македонија. Но, искрено да ви кажам, и за сите тие што ги интересира, и пријатели и нашите непријатели, да знаат дека тоа пак нас воопште не интересира. Ние рековме, наша задача беше да ги извадиме доказите на јавноста, бидејќи студијата за оценка на влијание врз животна средина беше забранета на парламентот и се уште ден денеска е државна тајна, иако е симнат тој презнак државна тајна, сепак не е достапна за пошироката јавност. Ние се боревме да докажеме, да ги извадиме тие, тој прљав веш, да го извадиме на отчет на јавноста, и притиснати од фактите, владата мораше да одземе концесијата, бидејќи поминал рокот за исполнување на точките од договорот, како што рече тогашниот премиерот 9 точки, 7 се неисполнети и никој не може да им даде дозвола. Нивното безвезно образложение не можеле да ги извадат тие дозволи што требат, за тоа што сме били постојано во избори и немало стабилна влада, не држи, бидејќи во таква нестабилност на владата, они успеале да земат втора концесија, значи, што не држи никакво место, никаква логика. И нашата задача беше баш тоа, на јавноста, на владата, на судовите, да им ги извадиме аргументите врз кои што и владата донесе правилна одлука за одземање на концесијата, и судот, Висшиот и управниот суд донесе одлука дека владата е во право и дека правдата е на наша страна, со секакво образложение, и ние до тука работата завршиме. Они сега таму, мучки ли ќе прават, далавери ли ќе прават, ќе подмитуват ли, ќе уценуват ли, нас ли ќе не... Тоа нас не интересира повеќе. Ние докажавме дека таа концесија е одземена, треба да биде одземена, дека има многу криминал, докажавме дека еден ден ќе ги гониме сите актери внатре да одговараат за маките на ова население овде и на нас што ни го направија, но во едно подруго време, кога ќе има правда во оваа држава, и ние завршивме работата. Се друго понатаму воопште не интересира. Дали ќе барат пари оштета, дали ќе одат на меѓународен суд, дали ќе се обидуваат тука да ја продадат концесија, рекол, ние овде не дозволуваме по никој начин, на ниеден начин може некој да дојде тука да копа. Тоа е наш, а они неки сакат што сакат не си. Стоп за Иловица! Стоп за рудници! Кажате дека во игра е еколог. Можете да ни кажете повеќе за тоа? Според достапните податоци,
еколог инвестирал околу 3 милиона евра, долари се не сеќавам, условно и уште колку треба до 25% под услов ако Евромакс компанијата успее да си ги обезбеди сите неопходни дозволи за работа. Значи тоа е само условно во колку ги обезбеди во некој разумен рок, мислам за 2 години колку е, и под тие услови тие ќе влезат. Се уште се влезени, но не се влезени, значи официјално со сите пари. Надевајќи се дека ќе си исполнат условите на начин на кој што они си замислуват, а тоа е само може криминален начин, нема друг начин да ги земат, они се надеваат дека ќе дојдат до чисти документи и после има две опции. Или ќе ги продадат како документи за отварање на некоја вистинска рударска компанија, или пак ако ние се побуниме, а сигурно се побуниме, нема да им дадеме услови да работат, ќе барат оштета на меѓународен суд. Но последната елаборација на Управниот суд, кај што до точка е објаснето зошто и под кој услови од земена концесијата, сметам дека таа елаборација не може никој да ја побие, не на наш, не на меѓународен суд и на бил кој светски суд, ако станеме до таа елаборација. Но секој пат шансите ни се мали да го направим, затоа што и адвокатот на Евромакс е биш министер од ДУИ, и Министерство економија е од ДУИ, и еколог е од ДУИ, и се е врзано, така да не знам кој ќе не одбрани, освен ние самите овде што може да се одбрани. Еве, да ги пофалиме членовите на Управниот суд, кои што совесно си ја вршат работата, кои што излегува со таква аргументација. Значи, они дават надеж и на нашето судство дека сепак има честни суди, кои што разумно, совесно судат според словото на законот. Такви суди, додека има такви суди, нема да можеме нема да они да се надеват на нешто. Но сепак знаете како е и притискат од сите страни нив, како и политичарите, како и нас, и не знаеме до кога они ќе издржат. Ние издржаме. Кои се аргументите на ваша страна кои Управниот суд ги зема во обзир и ги елаборира? Пред се, аргументите се во основа тие што при одземањето премиерот ги искажа, од 9 потребни услови не беа исполнети 7, значи само 2 беа. И сега интересно е што првично Евромакс закасни со бараните дозвола, бидејќи според законите за минерални суровини, кога има некој издадена дозвола, е обврзан во рок од 4 години да побара дозвола и за експлоатација. Евромакс не го направи тоа и кога го направија еден ден покасно, нивната документација не беше целосна. Има само 2. Се друго беше дека е во процес, дека се чека. А добро, кој чека последен ден за било што кај нас? Значи, се успееле да земат концесија уште една, ама не успееле за другите работи. Така што сите тие работи се проблематични. Тие имат многу нерешени проблеми ден денес. Ден денес да треба да замислиме хипотетичка ситуација да барат дозвола, пак нема да може да издадат, зашто нити имат решени имотно-правни односи, нити имат обезбедена вода, нити имат одобрено студија за влијание врз животна средина. Да не зборам за се друго, значи ова се основните работи. Тие се реални проблеми. Вода кај ќе најдат? Вода нас ни треба насочно. Водите што се овде се пред се за консумација на населението и за наводнување. Немаме ние вишок слободна вода за нешто друго. А тие барат огромна количина вода. Повеќе населени места во општина Босиловоц имаат вода точно од овој резервоар. Кажете дека ќе има исто така брана која ќе служи за потребите на рудникот. Каде таа ќе биде? Таа би била во планината погоре, значи ова сега кај што сме лоцирани, треба да биде погоре. Би била висока 275 метра и би собирала негде 200 милиони кубика јавовина. Значи не чиста вода, него отрови. И 200 милиона кубика се огромна цифра. Тоа е нешто како козјак прилика, за илустрација чисто.
За да ја наполните таква брана, според студиите на Евромакс, таму ќе има 50% вода, 50% метали, односно јеловина, токсичната јеловина. Тоа значи дека 100 милиони кубика ќе бидат вода. Таква вода ние немаме. Во студиите стои дека подземните води се мешаат со површинската во размер 30%. Тоа значи, штом тие тешки метали, односно киселини, навлезат во подземните води, веќе запирање нема. Целата вода што е поврзана низ струмичко, сите ќе бидат извори за гадење. Сите. И пораметрени, не само тоа, бидејќи притисокот што овде ќе се случи, ќе влијае на секаде. Она што планира да го прават дупката, значи ископот каде што ќе биде, тој ископ треба да биде дълбок 600 метри некаде. Тоа е планината сега како е вака, треба да дојде вака како вулкан. Карпите што ќе се бидат таму присутни при копот, во присуство на воздух ќе оксидираат и кога ќе има дожд ќе формираат, природно ќе формираат киселина. Таа киселина според студиите на Евромакс ќе биде силна киселина и проценката е некаде помеѓу pH 2 и 3, што е релативно силно, и дека за да се чисти таа киселина ќе мора да се одвојуваат активни средства и методи. Што значи тоа? Тоа значи дека некој ќе мора да плаќа отприлика $2 милиони годишно за чистење на тие тешки метали и неутрализирање на киселината вода. Водата би била отприлика со издашност отприлика 20 литри во секунда, што е многу. Замислите 20 литри во секунда цело време да тече киселина во наредниве 300 години. Некој треба да ги плаќа наредниве 300 години по 2 милиона евра. Каде е тука бенефит на населението? Евромакс ќе го зема затоа, ќе си замине, нас ќе ни ги остави отровите и да плаќаме арач на природата, ќе дојде, бидејќи или ќе плаќаме да зачистиме, или ќе се троиме. Нема трето сценарио тука, едно од тие две. Уште полошо. Не дај Боже нешто да се случи, некоја хаварија. Инстантно за 5 минути ќе ги избрише првите села што се овде на 500 на километар. Значи, такво нешто е невидено. Ние во студиите ги гледавме и сите можни предвидени влијања, но не ги предвиделе најстрашните. Значи, во студиите немаше ништо за близината на Кресна и разседната линија што овде е направена. Уште пострашно, специфичните параметри на забрзување на почвата при потрес, при земјотрес, тие ги имаат скратено на половина од оно што официјално ги има пресметано Институтот за земјотресно инженерство во Скопје и НАТО студиите кои ги имат вршено. Тие немат објаснување зашто ги скратили на половина. И сега замислете во фаза на дизајн, такви параметри клучни ги кратат без некое јасно објаснување и демек се ќе биде готово. Ние ги прашавме на дебата јавна која презентира, нивните експерти се правят дека не знаат за што станува збор. Но јас не им беше ствари што ги прашувам. Дали кроз вашите активности имавте помош од двете најголеми македонски партии СДСМ и ВМРО ДПМН или по обструкции? Ние како и останатите помали чинители на политичкото милие, да кажем, кај нас, поготово локално, секој пат бевме злоупотребени од политичките партии за себе промовирање, добивање дозволи, едно друго. Значи, едната политичка партија јавно ни даваше поддршка, другата тајно ни даваше поддршка, од друга страна, која ќе прашате јавно, и двете се против загадувањето, и двете политички партии се на наша страна, и двете политички партии се залагаат усно за законитост, за еколошки стандарди и така натаму, која ќе прашате, но која ќе видите на дело, освен бившиот премиер кој што одзеде концесијата, другите не направија ништо конкретно. Еве сега денеска слушаме најновата изјава на представник на владата, велат дека тие се за
спазување на еколошките стандарди. А нели треба да кажат дека се и за законитоста, дали е законски до сега водена процедурата, дали има криминал, ова што Ѓорѓи го збореше, кои се тие инволвирани во тој криминал, зошто се договлечува толку многу, кои земале пари, кои се инволвирани во тоа. Значи, они сега ќе за зборат за држување за пазување на еколошки стандарди. Какви еколошки стандарди ние зборуваме кога откривме дека, како што кажа мојот соговорник пред малку, дека они ги крателе параметрите, измислуваат, вика, бидејќи немаме бушотини, ние ги земавме тие параметри. Бидејќи немаме податоци за дождовите во тоа подрачје на сливот во река Јазга, ние ги земавме од сливот подрачје на Вардар. Значи, како ти можеш параметрите да ги земеш произволно, па оттаму па после да тврдиш дека се ти било според еколошки стандарди. А според еколошките стандарди, они во нивната студија која што денеска е државна тајна, бидејќи немаме достап до неа и покрај нашето барање писмено, повикувајќи се на Архуската конвенција, се уште владата ветила на инвеститорите дека ти била тајна. Каква е таа политичка партија, каква е таа влада на која што поважен е некој кој ќе дојде тука да не отруе, отколку сопствениот народ. Какви се тие политички партии кои што ги провоцираме цело време да кажат јавно зашто се и како се, но молчат. А нивното молчење значи три работи. Или се они инволвирани внатре, или се уценети, или имат интерес. Јас не знам која би била другата причина, зошто не станат јавно и да излезат на страната на народот. Што ние бенефит имаме од тоа? Докажавме загубата на брендот само Струмичко поле, кај што излегуваат сите производи. Видовте вие идејќи на кај тука, дека се откупува сега млад компер. Кој веќе купи веќе производ од Струмичка котлина кој ќе знае дека ќе има рудник тука? И тоа рудник со најотровните химикали. Рудник кој што ќе пеплоса ова плодна котлина со некои се 5-16 до 20 сантима прашина од рудникот. Кој ќе докаже дека тие производи се здрави и кој ќе купи? Го прашавме ние тогашниот министер или премиер, дали вие ќе купите после од таквите производи? И се они зборат за екологија. Која е екологија кога внатре ги кријат податоците, ги местат, лажат внатре и на крај се ние треба да веруваме на кој? На кој кога ние немаме механизми, ние да секојдневно влегува кај нас токсичен отпад кој што нема лабораторија да го детектираме у која класа е, дали смее или не смее. А некој тука ќе дојде, некој наш еколошки инспектор ќе им даде забрана на нив да на крај крајва, зошто не е посветен прашањето кои се тие евромаци? Они биле рударска компанија, лажат. Немат ни еден рудник, немат ни еден рудар. Они се компанија да ја пробијат дозволат. Така работили во Грција, така работи во Бугарија, во Србија и после за вистински пари да продадат концесијата на некој си вистинска рударска компанија и толку. Какви они гарантирали? Ништо, они само треба да дојдат до документите. Ако е народот заспан, ќе помине тоа. Но ние за среќа се појавивме заедно со местното население овде, се побунивме, ги откривме нивните лаги, ги презентиравме и пред фактите боговите молчат и затоа е концесијата така. Сега они очекуваат ние да се смириме, ние да се на некој начин да спласне нашиот отпор, да не сакат бегат од нашето соочување во јавноста, неќат да се популаризира тој проблем и мислејќи дека народот ќе заспие и они потајно, како и секаде што случува, ќе донесат такви криминални одлуки на ниво на влада, на висше управен и така натаму. Но ние рековме, што сакат дека прават, ние тука рудник не дозволуваме.
Само да дополнам, Да. значи, кога станува збор за еколошки стандарди, Македонија е далеко од еколошки стандарди во секоја смисла. Ние, замислете, низ цела историја немаме покриено, ремедиран ниту еден рудник. Ниту еден, нула. Ова не е така во западните држави. Но сега има и друга страна на работа. Ако се случуваат огромни несреќи и загадувања во земји како Канада, Америка, Кина, Русија, каде сакате, да не зборувам за Бразил, афрички земји и други. Значи, каде што зборувам за каде што се огромни, каде што имаат силен регулативна високи. стандарда, значи, таму се случуваат огромни проблеми. Еве, Маунт Поли се загади во Канада, прекри површина колку 5 Македонија. По површина толку беа со речните системи, загадувањето. Ние немаме таков луксус овде. Овде живеат густо населени луѓе, овде не е тундра, таму е тундра, да. И такви рудници тука нас не ни требаат. Нас не треба здрава храна, пред се здрава храна, затоа што ние за храна сме желани. Што ќе ни е нас злато што ќе го ископат за 20 години, ќе си го земат 98% од тоа злато, нас ќе ни остават 2% и последици за тровање и плаќање цел живот. Нема никаква логика целото ова. Затоа и по цена на животиве овде нема да дозволиме никаков рудник. А они што сака нека прават. Стоп за Иловица! Стоп за рудници! Во кое својство сега делувате како резултат на вашата активност? Ѓорги, вие сте советник во Да, да. Значи јас сум моментално советник во општина Струмица, Дине е советник во општина Новосело, имам уште еден колега советник во општина Босилово. Значи покрај сето ова ние излеговме, значи како независни листи извадивме во локалните избори и влеговме по еден доволно за тоа да ги блокираме процесиве внатре во општините, бидејќи според Законот за минерални суровини, доколку општината даде негативно мислење уште на старт при делот на детални геолошки истражувања, такво нема да може да се направи рудник никако понатаму. И сега баш тоа го правиме, значи ги притискаме локалните општини да донесат локални прописи со кои што автоматски ќе има негативно мислење за секоја иницијатива што вклучува металични минерални суровини на нашите општини. Тоа значи дека Министерството за економија во момент кога ќе побара мислење, општината поради локалниот пропис што си го има само за себе донесено, ќе биде должна да издаде негативно мислење, на тој начин ставаме бариера на влез на било кој што сака да копа кај нас. Струмичкото поле, струмичките општини не се рударски и нема да бидат. Кај нас е земјоделие. Се знае. И за тоа сме најдобри. Ако земеме направиме увид во статистика, според принос во GDP на Македонија, југоисточниот планински регион е веднаш после Скопскиот. Тоа не е од ништо друго него од земјоделието што е овде. Дали во вие од 2017 до сега со вашиот активизам се соочувавте со закани, уцени или па некои непријатности? Секако. Значи Имаше, тоа е дел. а, Еве Дине како објасни. имаше такви и пријателски убедувања, наводници пријателски убедувања и состаноци на само. И еве лично мене ме повика Евромакс на почетокот да укажат дека само градежниот дел е 75 милиона евра, а јас како собственик на една сериозна градежна компанија, они рачунале токму на мене да градат, знаете, и 10% да имате печар, тоа се 7,5 милиона, тоа не е официјално, не се вика тоа мито, нели, ама ти насочуват дека кој правец може да, но има и снимки, има и коментари, и на сведоците им кажав дека да си пакуваат тука, не интересираат ни мене, ни граѓаните такви пари. Имаше и закани за живот, имаше се и се што, поминавме и не сакаме тоа сега да испадне дека ние се жалиме или било што. Тоа е реално. Наша задача е по секоја цена да го одбраниме тоа што викаме татковото, татковината, тоа што останато од нашите родители, затоа што сме сведоци дека многу луѓе гинеле овде за ова парче земја да си одбранат своето. Ние сме овде од памти век и ние овде сега ако дозволиме такви обиди на тако добронамерници кои што сакаат да не развијат со болести, да не развијат со отрови и така натаму, они нема нормално дека пробуваат, но ние сме тие што
треба да бидеме на висина на задачата и да се одбраниме. Зошто, еве, јас се преоставаме на хипотеза или на предпоставка, ај нека размисли вака слободоумниот народ, што би кажал, колкава е поврзаноста и дали има врска, тоа што албанец од Дуи во името на македонскиот народ преговара со бугарската влада за судбината на нас, македонците и иднината во Европската унија, колко е поврзаноста тоа што главен концесионер со 46% е галена собственост на еден најбогат бугарин од Бугарија и посочената фирма со 25% од албанска страна кој е Еколог, кој што купува акции условно. Дали тоа не значи дека они се здружуваат заедно, тоа што ќе го направат на хартија, да не поништат дека не постоиме, тоа секој ден се случува тоа, а овој рудник зошто да не е од агендата на тоа и физички да не избришат да не постоиме. Уништувајќи ги условите за живот, ние ќе мора да се иселиме од тука. Зошто ние не поврземе тие две работи? Зошто не помислиме дека нашите домашни предавници алчни за пари не работат заедно на разнебитување на Македонија и физичка ликвидација? Па над кој е нормален на 500 на 300 метра од брана кој се напојува цела општина со вода да отвори рудник? Кој е тој нормален професор или не знам каков и да го кажем, кој ставил печат и подпис дека нема да има опасности да грми тука 1050 тона неделно експлозив, 52 тона неделно експлозив да грми тука, а луѓето кој ќе живее тука, тоа е иселување. Затоа имат они тамо и у нивните студии такво работно место за иселување. Значи, кој тоа не може да увиди дека ова е физичка закана врз најчистата македонска средина. И сите рудници се на источна и југоисточна Македонија, кај што е етнички најчисти. И случајно се баш над браните, како што кажа нашиот колега од Гевгелија, дека се случајно баш над браните за вода, за пиење и снабдување. Кај што ќе се загадат дефинитивно сите извори на вода за производство на храна и за пиење. Не знам јас дали тоа е случајно, ама нека кажат тие што не гледат и нека размислат дали и тоа не е дел од геноцидот врз нас македонци што се спрема. Јас мислам дека е така. Уште на стартот бевме обвинувани дека работиме за Сорос, па за Русија, па за ЗДСМ, па за ВМРО. Па не знам сега дали може би ќе ни кажат дека работиме кој за марсоци некои, не знам што. Но поуката и заклучокот од нашата борба е следното. Да престанеме да се делиме на леви, десни, на предавници, на патриоти, на бајнати, небајнати, не знам како. Ние овде успеавме благодарение на тоа што народот свати дека не е важно кој за кој гласал или која политичка партија членува. Сватија дека само заедно можеме ние да се одбраниме и затоа успеавме да дојдеме до денеска, до денешните резултати. Затоа што само заедно тоа може да го направиме. Ние кои што сме во управен одбор на Здрава Котлина, ние претходно не се познававме, но маката не натера да се запознаеме и да работиме заедно како браќа и сестри. Така заедно само можеме се да направиме. Така можеме да изградиме секое населено место, секоја општина и целата држава. Заедно, без да се омразнуваме. Нашата омраза е во функција на нашите непријатели имат корист. Немаме ние никаква корист. А тие што шират омразата, тие се платеници и тие работат за нивни интереси. Кога ќе излезе некој да ги напаѓа тие другите, а ги фали своите или обратно, да знае народ дека тој работи за својот джеп, не за народот. Затоа што треба се појави некој кој ќе ги обедини луѓето, да им каже доста е, еве по примерот ние што правиме тука, сите заедно против непријателот. И сите заедно и акции што направивме за чистење и за пошумување, така се гради и така се одбранува тоа што од татковото тоа е татковината оставена. Нема друг начин. Треба да бидеме свесни пред се, треба да бидеме храбри, да ги прашуваме сите одлуки за се, да не се плашиме од ништо
и да бидеме единствени, бидејќи кога правевме барикади, кога имавме протести, немаше тука ни партии, ни ништо. Доаѓаа од сите, заедно бевме и заедно успеавме. И тоа е начинот, тоа е моделот кој што функционира. Поделбите не функционираат. Заедништвото функционира. И кога тоа нешто ќе се направи, сите заедно сме многу повеќе. Таа синергија, секој различен што дава и што прима, тоа е односот кој што треба да го имаме меѓу нас, за да успееме и како држава, и како народ, како нација, како се. Без тоа нема да успееме. Јас сум од Штук, и од Штука ние сме помешани. Па и мојата концепција тука се држе. Јас и во сите мои искажувања до сега најповеќе се задржувам на браната. Таа брана ќе се гледа од Дојран, таа брана ќе се гледа од Струмици, од сите 72 села. А в таа брана ќе биде запнена прлева вода, кажаа нашите активисти, што ќе има в таа брана. Е сега, јас това сакам да го кажам на тај народ тука. Тука да има таква брана, јас сум веќе малку стар, за малку 80 години. Не сум сретнал, никаде не сум чујал таква висока брана со такви води. Вода бистро за пиење, да? И тука това да биде направено, а ти тука, погледни, това се гледа, 200 метра нема село од 700 куќи. Околија видија тука. 72 села има тука в таа околија. И ќе спиеме ние слободно, мирно, ќе дишиме ние, ќе очекуваме нешто. А тука исклучиво се живее со земјоделие. Фино кажа Костадин, кој ќе купа од тука производство? Ја сега ќе застане да видите каков компир од нашите две села излегува. Това ќе го нема. Значи, затова се задржувам и само накратко ще да кажам това. Имат они некои објаснување стручни. Тие тука, може, јас не сум ни тај компетентен това да го објаснам, но на мој начин јас ќе го кажам. Таа толкова брана, таа постепено ќе расте. При работа ќе расте и така. И ќе се полне со таа отровната вода. Значи, замислувајќи, тука фино Георги Танушев кажа, они зимат, значи, компарации, присликување од друго место, как ќе врне тука, как ќе има води. Тука јас сега да не опишувам тука нешто, 35-та година што се случило, а сега секој дневие ние. Пред малку Скопска Црна Гора, денеска Хрватска, утре там. Ако тука това подраче така, за тај риба може изгледа, малко това 2 декара. Това има едно црвено поле на нам. Горе до огражден, от тајата страна, сите води тука идат. Ако фатате ни такви врнежи. А браната до некој одреден стадиум пълна отровни води. Как ќе заврнат тие и тие ќе се акумулират тие врнежи тука. Дека ќе оде таа отровната вода? И он ќе ми вика, спи ти во Штука. Безбедно е, ние ќе мереме. Кој ќе мере, шо ќе мерат? Јас сам повозрастен човек. Скопје сега малку не говора, таму ош не е средено. Една депонија дрисла. А остарехме со неа. Не можат, не знаат да средат. Некој тука ќе бере грижа за нас, за... Нема да бере. Това начин ме загрижува, како жител од таа и жител одминен веќе од се, но не можем јас да поднесувам ја такви работи. И сакам на това население, се од Штука Делница до крај, до Велюса, до Дојран, до сите, да разберат и да размислят дали треба да се дозволе това жариште тука да се отвори. Значи да се размисли, сега е момент. Они фино, ние гледаме, ако сме така, може да сите неуки, ама гледаме како се това организира, таа си нивна способност, пари, тие работи. Нека, ама ние си имаме ни природни можности, тука и закон не штите, нели, како наше местно население, ние ќе си организираме, ќе си направиме што треба и ќе се браним. И се надевам дека ако сите стапеме во одбрана, ќе биде нашата одбрана. И още нешто да додавам, можда нема да се презентира, но ајде да го кажам.
Най-много ме иритира това. На почеток още, тия концесиите, кога излизея. Така ми остана, не ме замервайте много. Беше нещо от 7 до 9 години да му е веко на руднико. Да се вработат от 3-400 до 500 луѓе. Беше. А сега в последно време, кога ги дават, нели, знаеш, се прави една реклама, веќе мине време, нели, ки турат бои, ки турат додавки, придавки. Оните са сега ојдени, а нека малко прата тај народ. Над 20-22 вработувања некои, така нещо не остане. Над 20.000 вработувања. Това ќе трае преку 10-12 години ќе работат они тук. И аз кажах, аз не съм никаков инженер. Това дека там ќе се работи, тај рудник сега, ако за почеток ќе биде на дупка, на по-горниот чукар. Таа дупка за 12 години, като они как. Е лаж, това нема връзка. Ама това е сега за обичните луѓе, што обште не пратат. Те 12 години тук работа. Над 22.000. И они и мртвите ќе и вработат. Ама да не говориме за живи. Това значи, затова го прикажу това. Тука нема такво вработуване. Тука в тия села, а сега они да терат со оружие, не може да найдат 50 души, што ќе се вработат тук, способни. Нема ич. И кој ќе се бенефитте на тия села и на таа опцина и на таа околje? Не знам, ќе има можда. Тај рудник, нели, ќе има долу подалеку. Ќе има ланец, нели, на вработуване. Од да речеме од Канада или било од дека. Се до тука, до штука. Може и 3.000 да вработат. И 30.000 да вработат. Това нас не ни интересира него. Ние трябва тука да зависим от Струмичко, от нашите села, колко ќе има вработувања, колко може да има вработување. И кои ќе са бенефитите. Имаме некои съзнание дека нели што ќе дават тука. Они прикажат са толку и толку милиони на ниво на држава на година. И аз говорам за општина Босилово, па за моето селце Штука. 2 динара ќе нема. За општината може ќе има малко некои ситни работи. Това да го размислим малко, значи да се слуша, да се разговара и да ставаме на отбрана, да може да се отбраниме. Това саках да го кажа. Значи сега се прикажуват едни неточни вистини. Значи какви вработувања, замислете. Колко на държавата они годишно ќе давали данъци, тия работи. Това... Стоп за Иловица! Стоп за рудници! Тоа е проблемот. Не е проблемот што вработуване пари, злато. Проблемот е после тоа рудник, после 10 или 20 години, ќе има ли тука живот в тие две села? Тоа е проблемот. Тоа е проблемот да питаме нашиот народ тук дали знаат, оти нема да постојат тука живот веќе. Тука само што почнаа да ископуват една година, првата година, единско бија направили гору, една цева што бија бутнали. Рибите се обрнаа сите в таа браничка, 100 метра е. Сите риби се обрнаа нопку, што е дојдела војчка тука, одгоре. Значи, од една бушотина, ми как се избуша тук, што кажа дедо Илю, как се избуша тука, как се направа там една дупка, што ги нема нигде во светот, 280 метра, ми утре 5-6 дена дошли, всичката ќе дојде не тука, во Црното море ќе оде. Не тука, не в Струмичко, не в Бугарија, не в Црното море ќе оде. Всичко ги загада. Знаеле това нешто, народот и това ќе се деси. Што сакат дека прават, ние тука рудник не држуваме. И по цена на животиве, овде нема да дозволиме никаков рудник. Да разберат и да размислят дали трябва да се дозволя това жарище тук да се отвори. Значи да се размисля. Сега е момент.